Чумата и девојчето. Албанска народна приказна. Си беше едно девојче и земаше туѓа работа да работи. Доаѓаше кај него едно пиле и пееше. Работела или не, мртво момче ќе те земе. Кога удри чума во селото, сите умреа, само девојчето остана, па и тоа си влезе во еден гроб. Таму имаше едно момче и тие се зедоа. Помина некое време и Господ им даде едно дете. Потоа излегоа од гробот. Мажот на невестата ноќе доаѓаше кај неа, а дење бегаше. Мајка и ги сети. Ги фати петлите и ги стави во една вреќа за да не пеат. А во мугрите нему му се чинеше дека уште е ноќ и излезе да си оди, но на прагот падна и си умре. Што да прават? Мајка му реши да појде кај мајката на сонцето. Отиде таа до некаде, ја сретна еден човек и ја праша: "Каде одиш?" "Одам кај мајката на сонцето," му одговори таа. А тој и рече: "Прашај ја и за мене, бидејќи не сум ни на небо, ни на земја." Таа одеше понатаму и најде една змија. А змијата и рече: "Прашај ја и за мене, зашто не сум ни на небо, ни на земја." После таа најде и еден камен. И каменот не беше ни на небо, ни на земја. "Бидејќи одиш таму, прашај ја и за мене," ја замоли каменот. Најпосле таа стаса кај мајката на сонцето. Кога ја здогледа жената, мајката на сонцето и рече: "Скри се зад портата, за да не те изеде сонцето кога ќе дојде." По некое време дојде сонцето и веднаш рече: "Кој е тука? Ми мириса на туѓ човек." Потоа седна да јаде леп и рече: "Мамо, мамо, што видов едно момче, си умре на порта. Их, мамо, да има 3 ронки леп, 3 капки вино од трпезава и 3 влакна од мојава глава, да го окадат и да направат една риза ленена, да му ги турат ронките леп во уста, да му капнат вино и да го покадат со влакната, ќе стане." Кога сонцето се најаде, излезе пред него жената, а сонцето и рече: "Земете лен и во еден ден да го испредете, во еден ден да го исткаете и во еден ден да го сошиете, во еден ден да го облечете, да му ставите 3 ронки леп, 3 капки вино во устата, да го окадите со 3 влакна од мојава глава и ќе стане." Жената го праша: "Еден камен ми порача да те прашам зошто не е ни на небо, ни на земја?" Сонцето и рече: "Додека не натисне човек, не ќе се ратиса." Една змија истото го праша: "Додека не апне некого, не ќе се ратиса." Жената тргна да си оди дома и дојде до каменот. Каменот ја праша: "Што ти кажа сонцето?" А таа му рече: "Чекај да минам од другата страна па ќе ти кажам." Откако мина на другата страна и се поодалечи, таа му викна. Сонцето рече: "Додека не натиснеш некој човек, нема да се ослободиш." "О, ти не ми кажа порано, па тебе да те натисне." После таа стаса кај змијата, која што ми ја виде, веднаш ја праша жената: "Што ти рече сонцето?" "Чекај да минам од другата страна па ќе ти кажам." Откако мина од другата страна и се одалечи малку, жената й рече на змијата: "Сонцето рече: Додека не апнеш некој човек, нема да се ослободиш." "Ах, што не ми кажа порано, па тебе да те апнев." Жената си продолжи понатаму и си стаса дома, а сини уште лежеше на прагот. Таа зеде лен, во еден ден го испреде, во еден ден го истка, во еден ден соши кошула, му ја облече, му ги стави 3 ронки леп и 3 капки вино во устата и со влакната од главата на сонцето го окади. И тогаш тој стана и оживеа.